Добро вечер, добро дојавте во ново издание на емисијата на Капга со Иван. Вечерва, како што видовте во најавата, имам навистина интересна гостинка која што беше директен учесник во изборниот процес за време на локалните избори во Македонија. И само сосема за почеток сакам малку да напоменам неколку интересни нови моменти кои што можеби одамна или пак воопшто не се случиле во Македонија за време на изборните циклуси, како што се случи вчера, например, после 12 години представник на Македонска партија стана градоначалник на Кичево, што е навистина добро, особено е добро што за него гласа сите етнички групи, сите дури можам да кажам и религиозни групи, едноставно се обединија позади еден човек кој што би требало да донесе подобро утро за кичевчани. Друга една работа што нешто што јас лично и да сакав не можам да верувам дека ќе се случи, а според бројките кои што и вчера и Сабајлево и утринава ги анализирав, се случи една невидливо претходно, но сега видлива коалиција помеѓу СДСМ, Левица и ДУИ во овој втор круг во однос на гласовите. Со тоа ќе зборам особено со мојата гостинка. И се случи уште еден феномен на така наречено политичко или гласачко олабавување кај делот на гласачите на ВМРО ДПМН, кои што пак се познати по својата дисциплина. Предпоставувам дека на тоа се должи помалата излезност на гласачите, редовните, традиционалните на владеачката партија, но за тоа ќе си видат во самата партија што се случува како се случува. Тоа се некои први интересни моменти, има и многу други моменти, нормално кои што ќе ги зборуваме со госпоѓа Каја Шукова. Добро вечер, благодарам на поканата. Има ли некој дел од овие три точки за кои што не се согласувате, особено за онаа коалиција СДСМ, Левица и ДУИ, мислите дека ја имаше или ја немаше според вас? Не, коалиција немаше. Кога ќе речам коалиција, само да ме сватите, очигледно поддршка, да го користам терминот поддршка. Граѓаните сами одлучија на кого ќе дадат поддршка. Впрочем и нашиот председател во петокот се обрати до јавноста, до гласачите, својот глас да го дадат врз основа на свое убедување. Очигледно е најверојатно дека дел од гласачите на СДСМ дадоа поддршка на дел од кандидатите на Левица. А не се баш дел, ја мислам дека вкуп малтене целиот квантум. Тука имате и независни, добро, но Левица да не беше СДСМ, да не беше ДУИ во Чаир, например, Влен абстинираше во Скопје, што е чудно и зашто после ќе зборуваме, значи не даде поддршка, евидентно беше, но во Чаир очигледно дека подржувачите на ДУИ излегува за Амар Мециновиќ, имаше добра бројка таму. И, например, во Центар и во Карпош Левица беше подобра од ВМРО, очигледно дека поддршката на СДСМ беше огромна и дека онаа бројка за која што стигна 61.000, дека најмалце 25.000, ако не и 30.000 беа добиени од така наречени протестни гласачи на ВМРО ДПМН кои што нели сака да го изразат својот протест и да го поддржат Амар Мециновиќ. Да, ја би се согласила со тоа, баш протестни гласачи и секако оние кои што повеќе се движат кон левицата, нели повеќе се кон тие социјалдемократски вредности. Да, ама левица нема тотално па никакво социјалдемократски, она има драстично радикални кои што нели дури се ама протестни можеби е правиот збор, ја мислам дека е протестни кои што нели протестираат против ВМРО. Да помени се обидуваат нели да не му дадат предност на нивниот кандидат на Орце Ѓорѓиевски, кој што победи со 95.000 гласа. Вака навидум ќе рече човек, па види, можеше ти и повеќе, но ако се земе дека абстинираше албанското гласачно тело буквално абстинација. Па добро, абстинирало и на други избори, мислам да не заборавиме, не е прв пат. Не, но немала ваква ниска излезност во Сарај и во Чаир. Тоа секако, меѓутоа е мале бројот на гласовите за победа во Скопје, секако паметиме многу повеќе. Но и мала е генералната излезност, да не се лажеме, 40%. Тоа е нешто што сериозно загрижува во државата. Тоа е нешто што загрижува, но сакам тоа на крај да го фатиме, да дојдеме малце и до таму. Прво кажете ми, зошто председателот на СДСМ господинот Венко Филипче не најави вчера момент, односно време и локација каде ќе го оствари своето право на гласање, што е вообичаено за лидерите на политичките партии, особено за двете најголеми политички партии, со што бевме скратени од негова изјава која што ќе пуштевме после 19 часот најавува и тоа нешто
во СДСМ тој момент? Не знам зошто не се најави неговото кога отишол на избори, нели да го оствари своето гласачко право. Јас впрочем и не бев во Скопје. Денот се некаде дојдов околу 5 часот и веднаш отидов на избори. Сметам дека секој треба да оди на гласање. Не знам, ќе морате да го прашате председателот Филипче, навистина немам идеја зошто таквото нешто се случило. Добро. А како би ја искоментирале оставката, па баш во сабота на ден пред избори на Ана Чупевска? Ана Чупевска својата оставка ја поднела во архивата на партијата. Да, не беше тоа помпезно, не беше драматично, помпезно и не требаше да, не треба така да биде. Не требаше да биде, не но треба не е да биде малку чудно помпезно. зошто тоа да се направи на ден, исто како што мене ми е чудно онаа ваша резолуција која што ја представивте пред јавноста, ја чекавте малтене месец дена, а вие ја представивте 2-3 дена пред избори, петокот или четвртокот пред молкот и пред изборите, што малку и тоа ми е чудно. Ајде почнеме со Ана Чупевска. Што и требаше во саботата? Нели беше еден сигнал за демотивирање и плюс на вашите гласачи или пак за мобилизирање? Како е? Видете, можете да го гледате и така, неизина е одлуката. Јас се почитувам неизината одлука, сепак Ана беше личност со која што јас имав сериозно добра комуникација и човекот кој што во политички контекст учев многу. И ќе продолжам да Ана учам. сте учела? Да, бидејќи сметам дека е добар политиколог и дека ги разбира Една работа работите. е политиколог, а друга да си политичар и дипломат. Добро зборам во тој сегмент, оној што е незина стручност. Јас од нејза во тој дел се советував, доста работи научив и ќе остане мој добар пријател секако и понатаму. Не е спорно, но дека знаете како Ана Чупевска дека оставила некој позитивен траг кој што позади себе ќе има некоја златна или сребрена трага во однос на низините изјави, нешто баш не сум сигурен. Добро, се не зборуваме за златни сребрени траги, зборуваме секако за некаков траг и мислам дека се обидувам да знаете малку една нарација позитивна да дадам, но еве и дури кога комуницирав со вашите представници во делот на партијата кога баравме, кога ќе спомнав ајде нека биде господјата Чупевска кај нас, некако не беа срекни да ја каниме воопшто, како да и самата партија не беше задоволна од нејзините изјави. Видете, станува збор најверојатно за начин на комуникација со јавноста. Јас сметам дека станува збор за една сериозно добра личност која што е добро подкована. Видете, искуството се стекнува со време. Впрочем, јас и за себе во делот на станите сум кажувала дека ми треба се уште време за да стекнам таква политичка култура и начин на однесување, да речеме, во јавност. И тоа не е ништо срамно. Јас не знам зошто тоа се гледа како негативно. Мислам дека одредени политичари имале подолго време и повеќе можност да комуницираат со јавноста и да стекнат особени, да речеме, одредени знаења и начин на комуникација со јавноста. Сите сме различни по карактер. Не можеме да очекуваме дека сите ќе бидат под еден калап. Секој се однесува на различит начин. На некој тоа им се допаѓа, на некој тоа не им се допаѓа. Знаете зашо ве прашував? Затоа што мислам дека со етаблирањето на новата подпредседателска структура генерација, да ја наречам генерација во СДСМ, како да господинот Филипче да ги изгуби конците од условно речено контролата на начинот на комуникација со јавноста, начинот на третирање на политиката и начинот на практикување на политиката. Едноставно, како да ви фалеше ударна игла, како да ви фалеше агресија, бевте, да не ме сватите погрешно, политички млитави, партиски млитави и во целата таа работа како да се изгубија конците кој што прави во партијата. Затоа ве прашувам, зарем не беше попаметно евентуално да се ја даде оставката можеби претходно, туку се нове вие велите утрина и Костадин Нацевски си даде оставка, ја не знам тој од што оставка, претпоставам од Ѓорче Петров, претпоставам, нели? Од председател на општинската организација. Онака драматично се сними видео, не свеќам зошто шумо им треба. Не сметам дека е тоа начин на кој што треба да се даваат оставки од било која функција од партијата. Не сметам дека тоа треба да оди преку социјалните мрежи. Има органи на партијата и мислам дека за било каков процес, прво треба да помине низ органите на партијата, треба да биде информирана партијата, телата на партијата. Мислам дека оваа пракса на одредени членови од СДСМ треба да престане. Комуникацијата треба да биде прво внатре,
таму каде што се случуваат процесите, а потоа секој има право, нели, откога ќе заврши процесот да информира јавноста дека одредена постапка се откажал. Мислам дека тоа што се случува на социјалните мрежи веќе еден подолг временски период во кај членовите на СДСМ дека треба да престане. Не велам дека не треба да има критика, меѓутоа треба да биде во рамките на она што е, не знам како да кажаме, да речеме нормално. Така, партијата мора да добие поддршка. Да, ве разбрав. Малце веќе здоделно ми стана во овој момент, ве разбрав што сакате да ми кажете. Кажете ми, кога заврши првиот круг, видовте дека е навистина чудно, да не речам и политички траур, да бидете само четврта како представник на СДСМ во Скопје, а пета според советничките. Не ли помислете да си дадете оставка од позиција на подпредседател на СДСМ? Затоа што знаете како, само да го дополнам прашањето, јас можам да разберам дека ќе ми кажете дека вие не ја чувствувате комплетно вината кај вас и формално така и можеби не, но сепак вие бевте таа што одлучивте и прифативте да ја трчате трката и сега знаете кога ја трчате трката би требало да дадете максимум од себе и на крај ако не успеете да бевте втора, мислам дека никогаш немаше да ви го поставам ова прашање, но сепак четврта и позади Левица и позади Влен. Некако очеков искрено да бидам од вас, очеков да се дадете оставка, вие прво да ја повлечете ногата. Зошто тоа не го направивте? Јас влегов во трката за градоначелник на Скопје после година дена од лош изборен резултат на Социјалдемократскиот сојуз во 2024 година. Во партијата бев неполна година дена како подпредседател, и тоа е според мене краток временски период за да поставите она што сакате како политика да го градите во иднина, да консолидирате партија исто така, иако кај дел од општинските организации има консолидација, меѓутоа кај дел е многу на самиот почеток и треба многу да се работи. Јас во кампањата влегов со поинаков начин на кампања. Мислам дека јавноста сведочеше за тоа дека јас не напаѓам. Не ми одговоривте Ќе ви кажам прашањето. да стигнам до крајот. Ај одговорите ми прво, па после ќе бидете поекстензивна. Тоа ме интересира. Зошто не се дава? Зошто мислите дека вие не сте виновна за лошиот резултат? Ваш личен? Сметам дека секој од нас има вина. Јас тоа го кажав и после првиот круг. Сметам дека секој од нас има вина, меѓутоа сметам дека времето беше премногу кратко. Зашто? И дека за да се консолидира партијата како што треба. Ама знаете како сега кога трчате вие го носите вашиот личен крст на грб и на плеки и тоа е колку што е трка на партијата, толку е ваша лична трка, да не се лажам. Тргнете сега и веќе направам аналогија со Левица. Замислите ако беше Димитар Апасиев дека ќе имаше воопшто 30.000 во првиот, ја ви гарантирам Боже сачувај. Го ставија Амар кој што е далеку по благопријатен и помалку безобразен и со подобра комуникација со јавност и сето тоа. А кај вас вие бевте и министер, вие бевте и долго време во партиските структури и во Министерството за животна средина, така да не сте вие непозната. Не велам дека сум непозната, бев министер 1 година и 4 месеци. Иако некој се обиде тоа да го представи дека сум била 7 години министер, што е далеко од вистината. Ја не знам кој тоа го представил, но сепак сакам да ви кажам дека вашиот лик и вашето име не е непознато барем во аналите, но сега колку вие сте успеале да ги раздвижите граѓаните на Скопје и генерално во државата со вашите политики и вашите настапи, тоа треба да го претпоставам самата себе да се прашате. Затоа ве прашувам како е, ја да сум бил на ваше место, ја ќе си понудев оставка. Јас не си поднесов оставка и се уште ќе работам за консолидирање на партијата. Јас сметам дека на изборите настапив со еден поинаков начин на презентирање пред се на програмата и она што беа на вистина. Кој ве пишуваше програмата? Сама заедно со тим, меѓутоа од првиот до последен ден бев вклучена во изработката на програмата, што се сомневам дека беше пракса кај другите кандидати. Да ја прашам, зошто јас настапив со реална кампања. Настапив со реална програма. Она што на вистина му треба на Скопје. Знаете што е реална кампања? Не со популизам и не, ајде кажете ми што е реална кампања. Реална кампања, ако веќе критикувате дека е Валкано Скопје, како што беше ужасно и уште е Валкано Скопје, да се ангажирате едно 50 луѓе, барем
да покажете граѓански општествена одговорност и да седнете да се соберете неколку контейнери, да се ангажирате да се платите од ваш джеп, сепак сте партија која што примате дотација преку €1.000.000 годишно. Видите, јас тоа го правев многу поодамна и Ама немав намера сега да го правам. Ама зошто него? Еве да ви дам идеја. Тоа е за мене кампања, Не, тоа е за мене а не популизм. Не, тоа е за мене популизам. Не, тоа е покажување дека вие сакате и имате искрена намера да го решите проблемот. Знаете како куцкање на програми и на компјутери, одговарање на твитери. Видите, тука не се согласуваме. Да речеме, јас она што сакав да го направам за Скопје, што сакам се уште да го направам за Скопје, на пример го покажав пред неколку години кога Ирена Ристич имаше акции за расчистување на одредени локации на Скопје. Добро. И јас бев дел од луѓето кои што одеа и помага без да се сликаат и да објавуваат слики на Facebook. Јас сметам дека така се помага на градот. Не се помага сега со 30, 40 или 50 луѓе за да правите популизам и да излезете во јавност и да кажете еве јас сега го чистам градот. Шукова, ја ви велам дека ако веќе направите нешто каде што ќе ни покажете пример како сите ние треба да се однесуваме и каков треба да биде нашиот општествен дискурс и нашиот морален тракт, тоа треба да го покажете јавно, не е срамота. Ја не велам дека вие треба да донирате пари за луѓе кои што немаат доволно средства, па со тоа да се фалите. Не, апсолутно. Но овдека кога ќе го покажете на социјалните примери, не е тоа само хиперболизирање, тоа е покажување пример како и другите граѓани треба да го направат. Тоа ви недостасуваше, ако веќе критикувате што не земавте еден камион, колку да е 1000 евра, земете го као партија, можевте да го платите, толку пари имаше и за кампањиве, па имате и дотација повторно, да соберевте 5 контейнери да ни покажете луѓе. Значи не е само во крајна линија, не е само и до компанијата, односно до јавното претпријатие за комунална хигиена. Па и ние треба да видиме каде и како го одложуваме ѓурето. Јас тоа сум го правела многу пати во минатото, го правам и денеска, меѓутоа никогаш пред камерите и никогаш за популизам. И нема да го правам за популизам. Значи, така сум одлучила, така сум воспитана. Да сумирам, вие не се чувствувате очигледно воопшто виновно за вашиот. Не, јас си кажав, во секој од СДСМ има одговорност, особено во раководството и во телата на партијата. Треба да се направи анализа, треба да се продолжи на консолидација на партијата. Не викам дека немаме чувствена одговорност, апсолутно дека имам чувствена одговорност. Меѓутоа мислам дека прекратко беше времето за да се направи малку повеќе. Кој е прекратко време? Може да ми кажете за кое време зборувате дека е прекратко? Ајде вака да направиме една паралела. Ајде да се вратиме. Не само кажете ми што е, ама дајте одговарате ми конкретно на прашањето. За кое време зборувате кое што ви било прекратко? Од кога ве номинира, па на сите име толку прекратко времето. За кое ви било кратко за да вие нешто направите и да се издигнете во височините и ние да попаѓаме да гласаме за вас? Ама вие стварно сметате дека година дена е доволно од 24 не е само година, него година и пол е во прашање. Добре, еве година и пол нека е. Од 24 за година и пол знаете што се прави се? Што се прави? Па се прават многу работи. Па сега како да ви кажам, ако мислите дека година и пол е малку за да знаете како. Сега ја ги слушам вашите критики за ВМРО ДПМН дека изгубиле 140.000 гласови. Еве и тоа ако сакате ќе го фатиме, изгубиле ако правиме аналогија, влечеме аналогија со претходните парламентарни избори каде што пак ВМРО доби 140.000 и повеќе протестни гласови дури од СДСМовци и други неопределени гласачи поради азвисот што им го дозволивте. И ние го прифативме порезот и почнавме да работиме на наша консолидација. Азвисот што им го дозволивте на ДУИ во тој период. Значи тоа беше вашата казна. И сега тие ги губат, тие доаѓаат до тоа што Дали вие сега сметате дека Влен се однесува коректно према ВМРО ДПМН? Значи јас немам потреба да оценувам дали не, тоа треба да се го кажам. Ама оценувате дека ДУИ биле некоректни кон СДСМ. Еве јас ве прашам дали Влен се однесува некоректно кон ВМРО ДПМН. За практикување на власта, за практикување. Ја мислам зборувате за гласањето. За практикување зборувам и генерално не само за гласањето. Ако сакате да ви кажам, ако сакам да ви, ако сакате СДСМ, а не се отвара темата да речеме Влен во ВМРО ДПМН. Апсолутно е далеку подобро од практикувањето на заедничката власт помеѓу албанскиот претставник и македонскиот во ВМРО ДПМН и не може, мислам, без везе да направиме паралела помеѓу СДСМ и ДУИ, затоа што не правам паралела, само што цело време се спомнува ДУИ, СДСМ, ама во ниеден контекст оваа година и пол да речеме, не се слушнала критика од медиумите да речеме во однос на Еве ќе ви кажам колку пати сме нотирале критика за користењето, незаконско користење на знамињата. Колку пати сме користеле за незаконското користење на албанскиот
тоа е коректно. Не само кон ВМРО ДПМН, не генерално и кон Ама ние сме реагирали, тоа викате Кон граѓаните. медиумите, апсолутно, но да знаете дека многу брзо тоа се реагирало. А во времето ваше, кога вие бевте очигледно втора партија во однос на ДУИ, Па не, се согласувам дека бевме втора партија, јас бев една година и 4 месеци бев министер, јас гледав што се случуваше во владата, не е баш така. сакате ли да ви кажам некоја работа што може не ја знаем, се кога се преговараше за измени за законот за аудиовизуални медиумски услуги, кога инсистиравме кабелските оператори да ни плаќаат за надоместок, што е секаде нормално, а кога преговаравме со вашите представници, тие ни упатува на дуи што ќе кажат, тоа ќе направиме. Не знам, не сум учествувала во тие Ама преговори, сега, не верувам сега дека как молам, не ми верувате. Сакате да ги не верувам, викам не Бевме верувам, не викам не вас дека не ви верувам. четворица бевме, само да Да? ти кажам ви, па сега. На крајот ние Ако таквото не се случило, тогаш не е во ред. На крајот разговаравме ред. со Али Ахметија, за ваша информација, Тогаш препад не нека е- слушна. Ние со не- Али не е Ахмети во ред. разговаравме кабелските да ни плаќаат во Македонија, мислам. И сега од Во тој тоа процес не сум била вклучена, да ви се да, ама не е убаво да донесете заклучоци и оценки ако не сте го знаело ова. Сега мило ми е што ве запознав, али ако мене ме прашате дали кој е подисциплиниран општествено влен во однос на Дуј кој беше во коалиција, да. Но пак ќе ви кажам, не можам да разберам како не успеавте за година и пол барем да го задржите истото ниво од последните избори парламентарни што беше 150.000. Јас добро гледам дека трендот намален на е бројот намален, се на согласувам. Да. излезност. Тоа да, тоа е точно, но Кај нас е околу 18,nešto% ако намален број гледате- на гласачите, кај ВМРО да речеме е преку 30,nešto%. Така да имате разлики, секако имате разлики. Но добро, гледајте, ако кај некого се намалува, логично дека тој што е подобриот и кој што критикува, затоа што вашиот наратив е дека ВМРО вие сте успеале на јавноста и покажете дека капацитетноста на ВМРО не е таква каква што таа ја представува. И затоа паднале за тие 140.000 гласа. Но тогаш логиката вели дека вие со вашите проекти оваа година и пол, кои што викате дека ви било малку, што ја викам дека не е малку, сте требале да ги привлечете тие кои што се протестни гласови кои што биле од претходните парламентарни избори кај вас, но тоа не се случи. Впрочем, никој и не ги привлече протестните гласови. Кај сите имаше пат на гласовите. Прашањето јас со вас разговарам како представник. Добро, јас сакам да кажам на дека СДСМ. луѓето се многу разочарани, граѓаните се многу разочарани и тоа го покажаа на овие избори. Прво со излезноста го покажаа. Кај сите политички партии, имате намалена излезност. Кај ВМРО имате 30%, кај ЗНАН имате 31%, кај Левица имате 18%, кај нас имате 18,9%. Значи секаде се намалија бројот на гласовите. Граѓаните се генерално незадоволни. Јас велам вака. Зошто тогаш ще се барем од вас задоволни? Од кој од мене? Не од вас лично, него од вас како СДСМ. Заради тоа што очекуваат нешто повеќе и ние треба да работиме на тоа повеќе. И Факт е дека ние не бевме доволно агресивни, тоа е факт и тука се согласувам, дека треба да бидеме уште погласни, се согласувам. Ви имавте пресови секој ден со еден лик кој што веќе не беше издадено на нас медиумите. Така е, треба да се менува. Излегувавте за секоја ситница, правевте пресови, не треба знаете. да се менува, треба да се менува. Ајде малку и околу пиар стратегијата во однос на изборите, ако не ви пречи. Не. Знам ви прави сериозна, ви правиш особено лани сериозни проблеми, нели Максим после неговото одвојување од матичната партија, што мене ако ме прашате, мислам не смеевте да го дозволите како таков чин, поради тоа што сте сепак две социјалдемократски партии. И сега во овие избори, во овој циклус, како не успеавте да го препознаете и да го привлечете кон себе човекот кој што беше и кај вас, беше и кај Максим Диро, така му беше Стојановски, нели? Да. Кој што според говорењата, верувам дека е така, дека е човек близок до екс-градоначалникот на Куманово на ЦИЦ, како не успеавте вие да го поддржите негово, и дури мислам дека тогаш можеби ќе успеевте да го симнете од тронот Максим Димитриевски, што ќе беше една огромна општина за вас, а со тоа ќе му зададевте сериозен удар на зошто не имате толку лоша политичка прагматична стратегија, не можам тоа да го разберам. Како да одевте во магли, не знаевте, носевте брзо плети одлуки, не знаејќи да ја гледате големата слика и да антиципирате што би се случило со одреден проект. Не, имаше разговори со господинот Диро.
Имаше разговори, јас не викам дека немаше разговори, меѓутоа очигледно е дека не успеавме да најдеме заеднички јазик за овој изборен циклус. Што не значи дека понатаму не треба да продолжиме да разговараме. Јас не велам дека понатаму не знам дали вие ќе разговарате, тоа ќе збориме со другиме, кои ќе разговарате. Добро се јас. Ама како може да не се договорите за нешто што Затоа што има одредени услови кои што има едната и другата страна. Јас не велам дека имаме услови само нема да ги кажам сега. Значи има и едната и другата страна, треба да се најдете. Треба да се најдете во заедно да се усогласите. Имаше ли финансиски услови од негова страна? Не знам, за во тој дел не знам. За финансиските делови не ме прашувајте, бидејќи не бев вклучена во тој дел, нити за Диро, нити за било кој друг. Меѓутоа, концепцијски најверојатно не можевме да се усогласиме. Едните имаат едни барања, другите имаат други барања. Впрочем, ние разговаравме и со други кандидати, ние знаете дека и за Скопје разговаравме со господинот Ралев, така да понекогаш не можете да се најдете во приказната, во една иста приказна, да речеме. Едните размислуваат на еден начин, другите размислуваат на друг начин. Кога не можете заеднички именител да најдете на крајот, едноставно одите со сопствен кандидат. Тоа е. Чудно да во таква позиција после таков пораз да не ги искористите сите алатки и полуги кои... Па не е само дали треба да искористите нешто. Разбирате, прво ние немаме таква политика да искористиме нешто, туку сакаме да се договориме и да имаме јасни позиции кога одиме во избори. Како ќе бидете во позиција нешто да промените од овие лошите никаквите небањатите, што би кажале вие ВМРО-вци, ако не успеете до своите општина? Небањати ВМРО-вци, мислам, такви изрази не се убави. Значи не реков вие, него ама све молам на социјалните мрежи, на социјалните мрежи тоа е вашиот дворник на луѓето кои што инклин. Не долекуваат такви. Па јас не ги кажувам, ви кажувам вас како не ви долекуваат. Јас да кажам дека не треба со такви изрази. Мило ми е што не се согласувате со тој, така и треба да биде. Не можете да практикувате и да допринесете до промена нешто ако ја немате власта во одредено дури на локално ниво. Затоа ви велам дека треба да ги искористите сите механизми кои што ви стоат на располагање. Ние се обидовме да ги искористиме механизмите, се обидовме да разговараме со неопределени, односно независни кандидати, потенцијални кандидати. Очигледно во овој момент не најдовме заеднички јазик. Јас се надевам дека и со останати личности и во иднина ќе се продолжат разговорите. Јас не велам дека треба соработката или не соработката да застане. Тука нашите врати секогаш се отворени. Меѓутоа, ние имаме вредности, имаме политики, од кои што не отстапуваме. Ако се најдеме во рамките на тие социјалдемократски вредности и политики, одиме заедно. Ако во моментот не се најдеме, значи дека треба да продолжиме понатаму. Се надевам дека во еден момент што поголем број на политичари, дали се зависни, дали се независни, ќе ни се приклучат, поголем дел од граѓаните ќе ги препознаат вредностите, ќе се приклучат. Кога сме кај приклучувањето, нели сметате дека веќе подолг период една убава номенклатура, квалитетна градска урбана номенклатура на СДСМ ви го врти грбот и не сака повеќе да се препознава со ова сегашно, кога ќе речем сегашно зборам за господинот Бенко Филипче, па и со Ковачевско уште помалце, кога беше Заев и така натаму. Да не заборавиме, СДСМ беше партијата, ако вие паметите, во 2004 година преку Владе Милчин потегне на кампања Don't You Fire Me, кога нели бевме признаени од американската администрација од Буш како Република Македонија. И сега знаете како тоа се луѓе кои што имаат сериозен интелектуален и политички габарит, повеќе не ги гледаме да гравитираат и да бидат во вашиот периметар на делување. Го нема еден Шилегов, го нема еден Игор Шема, Радмила Шекеринска замина како што замина, па се слушаат нели некои муабети дека не е во добри односи, па замина сега како во НАТО. Значи постои еден Емилијан Станковиќ, една убава плејада на луѓе кои што ги нема одамна кај вас, или просто кажано немате бели коси во партијата. Се сведовте на Тричковски да ви прави кампањи по Фейсбук, па да седи со вашата, со Чупевски, со луѓе, по ресторани јавно да се слика и да пропагира флоскули кои што се срамни воопшто да ги споменувам, нели, во целата работа. Фрчковски тук и тамо нешто ќе ви се појави. Зошто не се обидете да она ткиво кое што е дефинитивно раскинато во СДСМ да пробате да го сошиете некако,
Мислам дека е тоа единствениот начин да се врати СДСМ, барем да почне да чекори на старите патики. Ова СДСМ за многумина, за мене и за луѓе кои што се од овој град, не можеме да го препознаеме. Внимавајте, после интервјуто на Азаев за БГНС, човекот што е архетип за СДСМ си го замрзна членството Бранко Црвенковски. Се вие може да не го сакате, да го припишувате на знами на Максим, но архетип за СДСМ во државата, ваков, таков, онаков, каков сакате. Зошто не се обидете да донесете малку бели коси, малце луѓе кои што не размислуваат можеби баш како што сега вие размислувате во партијата според? Прво, еве да речеме, Петар Шилегов, далеко од тоа дека беше на страна, можеби не беше во јавноста. Јавно ве критикуваше, па сега меѓутоа, ако јавно ве критикувал, што значи тоа? Дека е со вас? Не, меѓутоа кога Има пасија да ве критикува и оди со вас? Кога се отвори изборниот процес, да речеме, нели, пред кампања, Петар Шилегов беше тука барем во делот на соработката за програмата за град Скопје. Она што требаше да се помогне. Јас имам комуникација, и то добра комуникација со Петар Шилегов. И во сето она што мене ми беше потребно и на тимот кој што работеше на програмата, Петар Шилегов апсолутно не излезе 100% во преса. Зошто не го искористивте Петар Шилегов да биде промотор на вашата кампања? Например, Петар Шилегов сепак ваков таков, сега сите Петар Шилегов беше добар градоначалник. Сега го спомнуваат БРТ неговиот систем за транспорт сите градоначалници во варијанта ваква или онаква. Петар Шилегов имаше и добра бројка на последните избори. Апсолутно се согласам. Апсолутно се согласам. Јас го отворив процесот на него, например. Јас да речеме ми е многу драго што првите денови на кампањата јас зборував за БРТ и БРТ повторно се врати на маса. Зборуваше и Јорце Георгиевски. Од средината на кампањата, да, после од кога виде, инаку во првите денови апсолутно не го спомнуваше. Можете слободно да проверите. Не, проблем ништо, немам. Со него дури тој го отворивме и на дебатата, да, од средината на кампањата почна да го споменува и ако се врати на вистина БРТ се спроведе во Скопје, мислам дека тоа ќе биде во интерес на сите граѓани, не само на Јорце Георгиевски или на Каја Шукова. Така, добрите проекти треба да се вратат во оптек и треба да се реализираат. А дека треба да се вратиме на претходното прашање, да не би дека избегнувам прашања. Да, сметам дека треба да се разговара. Сметам дека Социјалдемократскиот сојуз имал сериозно добри кадровски. Значи, знаете како тоа се реномирани луѓе во јавноста кои што јавноста сака да ги слушне. Нема да зборувам поединечно, Петар Шилегов го споменав бидејќи комуницирав со него за програмата, со другите не комуницирав барем за овој период. Пример кој што го направи Мицковски, кој што сега се сетив во моментите кога не му цвета баш служите во партијата, мислам дека тоа беше за изборите 2017 година кога Митко Јанчев од Кавадарци, нели имаше и реформатори, има сериозни предизвици Мицковски со реформатори, со Сашо Мијалков и едно чудо луѓе кои што сака да му збрцат не ножиње него мачети во грбот. Тие двајца не разговара, отиде Мицковски во името на партијата, во името на соработката и да се добие една општина повеќе, ја смири топката со Митко Јанчев. Гледате кога добре, тоа не му помогна секако во 2017 година. Тогаш беше тоа еден од најголемите порази за ВМРО да помене. Ја возобнови комуникацијата. Ама тоа се процеси. Тоа не се прави за еден месец, за 2 месеца. Тоа не се прави преку него правите ни од 2000 година, господјо Шукова, од кога, ама ние долго време ги изгубивте сите овие луѓе што ви ги споминам, долго време не се со вас. Долго време дури мислам и да ги прашате, тие не се гледаат, дури викаат, дел од нив ги гледам, ги сретнам во градов. Викаат, ние ова не е нашето СДС. Сако ќе речам ја нашето, претпоставам, па не можат ни они да си го својата дека е нивно. Апсолутно дека е нивно. Но мора да биде претпоставам некој заедничко. Не, заедничко е СДСМ, на сите треба да биде СДСМ. И што биле дел и што не се денеска дел од СДСМ. На јавноста на нацијата и треба СДСМ. И треба точно и треба точно и треба да се вратиме на вредностите, ако сакаме да имаме вредностно СДСМ. На идеологијата на партијата, на вредностите на партијата и сите да ги почитуваме, малку и поише хиерархијата да ја почитуваме. Немате вие хиерархија, тоа е проблемот голем. Треба малку повеќе да се почитува, ако сакаме да се вратиме повторно на правите патеки. Но добро, еве, после овој пораски, вчера беше господјата Славјанка Петровска кај нас во емисија и кажа на наше прашање на колегата Гоце Михајловски во однос на дали ќе следува оставка на Венко Филипчак, ако го слушнавме после дека рече дека не планира, или на раководството на подпредседателите, на заменик председателката на ФАНИ и така натаму.
таа рече дека еве во најригорозна сценарио што би било кога би си дали сите оставка. Сега мене ме интересира, ја не велам дека вие треба да појдете да си дадете оставка, да го заклучите партијата, да ја ставите клучот под Чергич, да кажете ај кој ќе дојде, клучот е под Чергич работа, но мислам дека треба некои потези многу брзо да ги направите. Размислувате ли веќе, почнавте ли да се закажавте ли некои средби? Веќе зборувавме и Предпоставам не чекавте вчера само да ви се случи. Не. Сино знаевте веќе што ќе биде зборувавме и вчера. од денеска седнуваме и почнуваме сериозно да разговараме. Кои се првите чекори? Првите чекори се да видиме какви ќе бидат промените и во раководството, и во извршниот, и во централниот, секако во телата на партијата. Ќе има промени и во секако и во извршниот. Имате невидлив генерален секретар што не може ми тоа да ве разберам. Добро, се не е прашањето дали е видлив или невидлив, Невидлив значи сметам дека станува збор за сериозно. За на терен. Не. Мислам дека ги има добра соработка со општинските организации, ги посети во неколку наврати општинските организации, станува збор за добра личност, на која што можеби треба малку повеќе искуство, меѓутоа мислам дека се гради како сериозна добра политичка личност и за се треба време. За се треба малку повеќе искуство. Ама вие го немате времето, знаете. Видете, на сите и другите политички партии имале вакви кризи во минатото. И ВМРО се соочувало со вакво. Но преземале чекори. Ќе преземеле и ние чекори. И ВМРО се соочуваше. Видете, ние имавме сериозен резултат, лош резултат во 24-та година. Имаме, ако може. Имаме и во сега и во 25-та година. ВМРО ДПМН имаше 4 пати поред, 3 пати или 4 пати поред многу лош резултат. Се консолидира. Кој лош резултат имало ВМРО ДПМН? Како кој лош резултат Кажете ми го некој лош. Па 2016 победи ВМРО со 2 пратеника повеќе. 2017 беше лош на локалните избори. Беше многу лош на локалните избори, полош него ние денеска. Не сум баш сигурен да усвари има 5 тогаш. А ние имаме 6. Добро, лош резултат. Али 2021 бе дотепа до колена се. Добро, значи поминале колку од 2016 година до 2021 поминале 5 години. 5 години. Значи 5 години, оставете малку повеќе време. Од 2021 вие почнавте да паѓате, си даде Зоран Заев оставка, од тогаш почна бродот да паѓа и паѓа упорно, тоне и вие никако да фрлите гуми за спасување на некого од вас. Јавност очекуваше, баталете мене, јавност очекуваше после ланскиот катастрофален пораз, вие нешто да направите, некоја драстична промена, никаква промена не направите. И сега имате уште еден лош резултат, кој што јасно е, вие викате лош резултат, и пак нешто се размислувате, чекайте да видиме. Не се размислуваме, не знам треба да има промени. Што треба да се случи да кажете, чекайте, дајте да прекинеме, да се собереме, да видиме кој што и понатаму ќе работи во партија. Многу ме чудите. Сепак вие сте, нели, партијата државотворна која што се вградила во темелите на или што би кажал ја плавокрвната партија. И граѓаните многу Каде плава крв? Знам дека плавата крв ваша. Каде е ружата и петокраката? Каде е ружата и петокраката? Треба да се вратат. Треба да се вратат. Треба да се вратат и граѓаните многу очекуваат од социјалдемократскиот сојуз, мислам дека знаете како, ќе ме сватите во наводници ќе кажувам денеска, јас кажувам отворено денеска дека тие символи на партијата треба да се вратат. Јас сум за тие, мислам ова е сега мое лично мислење. Мислам дека треба да се вратат, дека се тоа символи кои што преку кои што граѓаните ја препознаваат партијата, особено членовите, и мислам дека треба да се вратат. Да не кажам потежок збор, еве ќе се обидам да направам парафраза, ја рурализиравте партијата, ако можам така да кажам. Ако до 2000-2017 ВМРО ја користевте како луѓе кои што не се многу вични на говорот, на практикување на политиката, на демократијата, се имаме сосема други луѓе таму, кај вас некако гледаме слаби капацитетности по тоа прашање, што значи дека мора да се обедините под. Но еве ќе видам се што ќе направите. Не знам, за рурализација не би зборела, бидејќи имаме и од другата страна такви примери, така да јас не сакам да именувам, не сакам во тој сегмент да навлагам, бидејќи не сметам дали некој доаѓа од урбан дел или доаѓа од рурален дел, и на Скопје и на било каде во Македонија, дека вие не ме разбирате што сакам да кажам, да ја рурализирате. Сакам друг термин, добро, ако не ме разбирате, не може. Ви кажа, па не сакам се пред камери да го користам терминот.
Како Па да сега, како да ви кажам, јас да речеме рурализација како термин не сум го користела, еве ве прашам што ви значи рурализација. да ја проселјачите партијата. Односно да донесете ликови кои што на вистина ги немаат манирите на дипломати на политика. Практикување на политика и дипломатија, комуникација со јавност. Еве ме терате да кажам. Па добро, кажете го вака отворено, пошто Па јас сега- рурализација како термин на Па сега вистина се не го обидувам познавам и не сум го користела. да не бидам пак вечерно ја проселјачивте партијата. Тоа е тоа. Па сега не би рекла дека ја проселјачевме партијата. Мислам дека тоа во секоја партија имате поединци, Зборам- каков е односот кон јавноста, каква е комуникацијата со јавноста, сите Еве ќе ви сте кажам, знаете ли различни. дека сите овие избори, како Канал 5 и другите телевизии ги прашав, мачевме да ве донесеме пред камери да учествувате во дебати. Тоа е СДСМ? Тоа е плавокрвната СДСМ? Зборите за одредени личности кои што ги повикувате, а не се пројавува. да, и на пат сум, имам обврска, ве молам. Па вие имате јавна одговорност. Добро, имаше и кај другите, не е дека немаше, не беше само кај нас. Значи, процентуално ќе ви кажам дека еве вие бевте 80 со 20%, верувајте ми, немам зашто да го зборувам. Добро, јас тоа. на мене знам да можам да кажам дека јас ни една покана не одбив и нема да одбијам никогаш, без разлика дали во моментот за одредена ситуација или случување сум спремна или не сум спремна, јас секогаш ќе излезам пред јавноста. Јавноста нека суди понатаму, меѓутоа мислам дека комуникацијата со јавноста е една од најважните работи и дека не треба да се избегнува. Во ниеден контекст не треба да се избегнува. Кажете ми вчера на прес Апасиев ве повика да застанете позади неговиот барјак и сега тоа се сваќа, нели, она што ви го кажувам дека постоеше некакво, нели, некаква соработка, еве, не коалиција, соработка, Не постоеше пишана, не соработка. пишана. Не, Добро не се. постоеше соработка. Добро се, броевите, погледнете ги самата, ќе видите, пак да не се враќам на таа приказка, да не го трошам времето. И сега тие се декларираат како втора партија во македонскиот блок. Ке се согласите дека се Не, втора? па апсолутно не се согласувам, мислам бројките покажуваат, мислам едноставна е математиката. Ние сме се уште први во опозицијскиот блок, значи партија која што има најмногу гласови во опозицијскиот блок, наметнува Апасиев некој наратив, ама добро, мислам, тоа е дел од неговата политика. Мислам, не ви е немам- малце проблематично тоа што јавно се ведожува дека сте соработувале со човек кој што до пред месец дена ве навредуваше тешко, ве ранеше со гениталии и така натаму и така натаму. Ма не соработувавме. Апсолутно не соработувавме. Ние добивме покана од, Значи, од овие што Левица се- да го поддржиме Амар, ние јавно не излеговме со поддршка на Амар пред вториот круг. Но јавно не излеговте и да го одбиете тоа. Ние сметаме дека Јавно- граѓаните имаат јавно не имаат го одбивте. достоинство и дека секој треба да гласа она како што мисли. Ние ги повикавме нашите членови и симпатизери да гласат за нашите Погрешно кандидати. Значи во вторникот на тебе дуелот со помеѓу господинот Месиновиќ и господинот Ѓоргиевски во Канал 5, каде што јас себе го водев, Да. Го слушнавме дека господинот Амар Месиновиќ ја манипулирал дебело целата јавност и своите гласачи. Човекот на сајтот на собранието не мора ништо друго да ги гледате претходните Се зборувате интервју. за дипломат. А како тоа ми го кажувате, зборувате за диплома? Да, дали зборуваме за тоа? За тоа, да. Не за диплома, го зборуваме за нели оформување на формалното образование. Ама тоа не е во ред за било кој политичар. Не, Тоа не е во ама ред за чекайте било да ве која прашам, личност, а не само за Не, политичар. ова да ве прашам, Да. и како после тоа очекувате сега вашите подржувачи кои што ќе видате и од мојата нарација, претпоставувам дека сите овие Ние денови не ги повикавме нашите поддржувачи да ја поддржат Левица. Ние ги повикавме нашите поддржувачи да ги поддржат нашите кандидати во 17 општини каде што се боревме во вториот круг и оставивме граѓаните сами да се гласат, и нашите поддржувачи и нашите членови сами да одлучат за кој ќе гласат. Во градот Скопје беше Левица и беше ВМРО ДПМН. Ги можете оставивме граѓаните сами да се одлучат за кого ќе гласат. ред, ја не ви реков повторно дека вие јавно сте излегле или дека сте се јавувале по телефон или сте ги насочувале на некаков начин, но очигледно дека бројката тоа е класично Како одлучиле што би граѓаните, кажале тоа е- вие, тоа е математика Не. кога бевте на дуелот со Ѓоргиевски и кога Да, ве праша мојот колега дали проста ќе одите математика. и рековте дека не рековте, просто го рековте тоа е обична математика, тоа е јасно дека ќе влеземе и очигледно не било математика во политиката 1+1 никош не е 2. Да, знае да се случи и обратното, така е. Тоа ме интересира и сега тоа е друго прашање дали човекот ќе се даде оставка во
собранието после таква манипулација, зашто во Европа веќе има Не некако- навлагам, тоа си е Тоа негова е негово индивидуална лично, одлука, индивидуално, апсолутно. така е, Да, не апсолутно, навлагам во тоа. но пак ви речем, тако јавноста да почне да прецепира дека СДСМ дала подршка, мислам дека не би е добро во целата таа приказка. Не, но- ние не дадовме ниту јавна, ниту нејавна, како да кажам, подршка, апсолутно не. Апсолутно не. Мислам дека се согласуваме во тој дел. Јавна не, апсолутно да, се согласувам апсолутно со вас. Особено не таа левица која што ве обвинуваше кога станавте министерка во февруари, станавте министерка 2024 и трета уствари, да? Да. Дека сте се бореле и сте поднале закон за укинување за забрана на увоз на отпад, се со цел за добивање нели на енергенци со РДФ. Со европско знаменце и сега што се случи со таа приказка, кажете ми? Не, апсолутно ние јас дадов и негативно мислење како министер на тој закон. Не е точно, мислам тоа беше измислена приказна, дел од популизмот. Јас дадов една изјава дека таквото нешто не се случи, ние дадовме и демант, напротив, ние гласавме против. Не стигнали до собрание предлогот на тој закон. Не, јас дадов негативно мислење на тој закон. И не стигна до собрание никако? Не. Добро. Таквото нешто не. И не може да се увезува отпад во Македонија за Кој што се користи- гуши од отпад. не само за тоа. Интенцијата беше дали да се Разбрам увезува закон да се користи за производство на производство на енергија. енергија. Не, таквото Така е. нешто е забрането и тоа е забрането во нашето време. Добро, убаво е ова да се разјасни после толку време. Друга работа, нели планиравте овој изминат период една кога ме шувавте дека малку време сте имале, имаше ли некои разговори ке вас во партијата да се обидете барем да се оградите некако од политиките, да не речам конкретно на Зоран Заев, водени следствено на надворешната политика, значи договорот со Преспанскиот со Грција, договорот со добрососедство со Бугарија, неговото на несреќно интервју на БГНС и така натаму. Некако не се ли обидовте некако на јавноста да ја покажете, чекајте дечки, ние не сме ова СДСМ кое што нели Зоран Заев го напушти 21-а, па после дојде Ковачевски, тоа беше еден период кој што претпоставам малкумина од вас би сакале да се повтори. И зошто не го направивте тоа? Зошто никош не смогнавте сила и снага, иако ве прашувавме многу новинарите, ки се оградите, дури ВМРО ве прашуваше ки се оградите и никош тоа не го направивте. Постои некаков долг према Зоран Заев и по тие политики кои што се практикуваат тогаш? Зошто сметаме ли дали ние навистина сметаме, па гледам впрочем и другата страна веќе не смета дека Преспанскиот договор стана на крајот и ремек дело, така беше. Тоа беше со време. иронично кажано, добро е, ако не знам сега која е иронија, не знам каква иронија. Значи јас не сакам да бидам нашите адвокат на политики Мицкоски, ја ви во кажам јас како сум го доживеал. Нашите политики во однос на Европската унија се јасни. И брилираат. Тоа што граѓаните Брилираат, не е точно. Значи вака. Па не е точно, че не брилираат. Ние без Европската унија де факто ќе останеме на ова на кое што сме. А кој ви дека никој не сака ние? А кој вика дека македонците не сакат гледате? Последните анкети преку 73% видете, ние година и пол чекаме подобра преговарачка позиција. Добивме? Ама видите, вие ја заклучивте преговарачката позиција без да ја прашате јавноста, мене, другите партии во собранието, не побаравте консензус. И сега вие велите чекате. Што има да чекате? Сте се качиле на возот, сте ги купиле билетите, сте го купиле билетот за мене и за сите други граѓани и сега ми велите вие мене, што чекате? Ајде јас ќе поставам едно прашање. Ме прашавте ли вие мене и граѓаните на референдум дали сакаме ваква преговарачка рамка? Кажете ми, ме прашавте. Значи влада сте, носите политики, ги имплементирате политиките. Кои политики, господи Шукова? Вие Го прифаќате... трасирахме патот кон НАТО и кон Европската унија. Во НАТО влеговме? Влеговме. Со промената на името влеговме во најаката алијанса. Зборуваме за преговарачката рамка од јули 2022 година. Добро. Преговарачката рамка внатре користи моменти кои што сами знаете дека се непопуларни, дека се нема шанси да се примат во Македонија, а тоа е безусловно вметнување на бугарите во Уставот на Ние Македонија. кажавме дека ако има подобра преговарачка рамка, Ама вие ја заклучивте, дека ќе го прифатиме тоа. Како може да биде? Ништо не е заклучено во политиката, зашто е заклучено во политиката? Сега таа е преговарачката рамка. Ние не зборуваме за домашна политика, ние зборуваме за односи со меѓународна заедница, а тоа е Европската унија.
Вие тогаш донесовте одлука во име на Македонија. Јас не знам како да ви го опишам тоа. Добро, донесовме одлука во име на Македонија. А кого прашавте? Бевме на господи власт, Шукова? донесовме одлука во име на Македонија. И кого прашавте? И сега зашто барате подобра? Значи, ако веќе сте ја донели одлуката, Заради сега тоа што треба да новата извршна власт Добро. не го продолжува процесот и вели ќе има подобра 24-та година, велеше во изборниот процес, предизборниот А вие процес. ги гледате анкетите? Ќе има, добро, сега ајде да довршам. Ќе има подобра преговарачка рамка, ќе биде поништен, ќе биде вратено уставното име, ќе биде поништен договорот од Преспа, ќе биде поништен договорот од Бугарија. Јас со тоа и не само јас, сите никој не виде. Ниеден од граѓаните не виде дека има промени во тој дел, така? Значи, искрено да бидам, мислам дека малце манипулирате, дека такво нешто јас не сум слушнал од устата, дека ќе се раскине Преспанскиот договор и дека ќе биде поништена Има преговорачката. многу изјави, треба сега да се Треба да се вратите назад, дека има да- изјави дека ќе се работи, дека е нивна интенција, тоа ако може да се смени, тоа е Не, точно. Има и дека ќе се Но поништи добро, Преспанскиот договор. пак ќе ве прашам, во крајна линија, зошто барем вие како партија која што ве доживуваме дека сте одговорни за преговарачката рамка, овој цел период од 2022 не се обидовте да направите напори па да пратите на делегација до Бугарија кај Румен Радев, да го замолите да донесат тие сега некоја нова декларација во собранието, пошто знаете, таму се они многу тврди, имаат сериозен консензус по прашањето на Македонија и кои сме ние, што сме ние од нивната перспектива. Ние сме за нив бугари и цело и ќе останеме такви. Но пошто вие донесовте, ве се констатиравме, зошто не се обидовте ве за оваа мало време, година и пол што ме велите, не сте можеле ништо да направите, а што не појдовте? Не го донесовте нова резолуција каде што уште повеќе си ги потврдивте, си ги потврдивте кои црвени линии, господи Шукова? Црвените линии, тие. Кои црвени линии? Тие што се? Ма гледате дека на анкетиве 80 и нешто проценти ви викаат луѓето не сакаме Добро, да ги ние се ставиме. уште чекаме ВМРО ДПМН да понуди подобар концепт за како Македонија ќе стигне во Европската унија, односно ќе го отвори процесот на преговарање, еден дел ќе биде дел од Европската Вие го унија. затворивте, Па земавте не се клуч. согласувам дека го затворивме, каде? дека има клуч. Европска, Но ништо нема ама клуч. чекате, изјавите и Кошта беше тука, лидерите на Европската унија велат Вела дека тој мора да се промени, дека мора да се промени уставот. и велат дека не може да се смени преговорачката рамка, така рекоа. Јас едно друго прашање. Ама ќе кажете поставам. ми, рекоа ли така? Не, ама рекоа ве мола. така. Која е разликата бугарите во уставот со или со одложено дејство? Сега или со одложено дејство? Која е разликата? Еве ќе ви сега кажем и со јас мене ако одложено ме дејство? прашате. Ајде, Нема да бидеме кочени по пат, сигурни сте? ако е со одложено дејство не може да ќе биде Сигурни дефинирано. сте? Сигурни сте? Барем оставаме некаква шанса. Сега не оставаме тоа никаква шанса. Што би било, кога би било? Не, Ама не. ве мола. Која е разликата бугарите дали ќе влезат во уставот сега или ќе влезат со одложено Разликата дејство? е дека ќе имаме бар каква таква предвидлива иднина во однос на преговорите со Европската не унија. се согласувам Ама вие не апсолутно. можете да Не се согласите. согласувам. Мислам дека е А вие, али сега исто е дали ќе влезат сега или ќе влезат со одложено дејство, Како бе апсолутно. така? Како господи Шукова, вам ви е исто? Како ви е исто? Ве молам објаснете. Заради тоа ми што како- не можете никогаш да кажете дека ќе имате, дека од Бугарија нема да имате овакво која е разликата дали Сега ќе ви или кажам после? кој, сега ќе Ајде. ви објаснам. Ако Ајде. сега ги ставиме и имаме ново вето на првиот кластер хипотетички, така? Тоа е хипотетички, Тогаш добро. ќе се чувствуваме како цртаниот филм со Том и Џери кога Том се погледна во огледалото и виде магаре. Ја ви кажам така сите ќе се чувствуваме. Но ако не ги ставиме бугарите Добро. и почнеме преговори и во првиот кластер ни стават вето, барем не сме ги ставиле, па европската топката тогаш ќе биде кај Европската унија, ќе праша, чекај, зошто им ставате непотребно некакво вето? Тоа е за да не бидеме Том и Џери кој што се гледа, Том кој што се гледа во огледало. Ако тоа вам не ви е јасно, тогаш мене ми е јасно дека година и пол филмови, многу цртани филмови. Па, видите, ние направивте државата цртан филм, да ви кажам. Јас не се согласам дека ние направивме државата. Да ви кажам дека со договорот за добрососедство од Бугарија ничим изазван во 2017 прва работа после месец и пол да го подпишете, тоа што никаја 4 премиери меѓу кои вашиот Бранко Црвенковски да го подпише, вие го подпишавте. Ајде Преспанскиот договор, тоа можам да кажам дека е нешто прифатливо, поради тоа што можеме да го користиме терминот Македонија и така натаму, но преговарачката рамка и вториот записник, подпишан од Бујар Османи, пазете, внимавајте, тој записник е сега во Уставен суд се проверува Уставност. дали се коси може би со уставот. Не, ако ме прашат, има многу точки што се косат со уставот. И не знам ли знаете, во тој протокол вториот стои дека
до крајот на завршување на преговорите мора да на Македонија со ИМ, мора да завршат преговорите на историската комисија. Знаете какви се преговорите со историската комисија? Знаете или не знаете? Знам и тоа треба да биде одвоен Па процес. кажете ми дефинитивно. како вие како член на владата, пошто тоа беше во ваше време, како вие како член на владата, дојде ли тој документ на влада? Протоколот се сеќавате? Пошто знам дека се гласаше во собрание, така? Гласа се во А собрание. во Јас влада не дојде бев- ли? Не бев уште министер кога тоа помина на пред да дојде во собрание. 2023 беше протоколот, а вие бевте, мислам, министер. Јас министер станав во март 23 година. Протоколот мислам дека е така 2023. Ај, тоа не можам да тврдам Не сега. можам ни јас да тврдам. Но кажете ми дали знаете, дали вие во влада го одобривте тој протокол вториот подпишан од Бујар Осман Јас или не? пред мене не сум го имала како министер протокол. Не, бе, Еве колегите- ви кажувам, ама како колегите министер ве не сум прашувам, го па имала сега пред мене сте били протоколот. дел од владата, Не можам како да да- зборувам, да. Не знаете дали е. Дали И- поминал во влада? Да, дали е поминат на влада. Па мора, Односно, дали му е даден легитимитет на Бујар Османи да го потпише тој документ, па господи мора да Штукова? помине пред оди во собрание, секако дека мора да помине во влада. Да. Такви И- се процедурите. Прво оди на влада, потоа оди во собрание. Тоа сакав да го слушам од вас. Значи, владата се согласила дека ние ќе ги ставиме дека во учебници дека Гоце Делчев бил и бугарин. И зашто зборуваме сега јас и вие? Не, јас во тој А во тој не се сеќавате баш, а? Не е прашањето дали јас се сеќавам или не се сеќавам, ама мислам дека премногу длабоко влегуваме и мислам дека немаме потреба понатаму да водиме во овој дел таква дискусија. Не ви се допаѓа нашава дискусија. Добро. И поради тоа што сме веќе полека и при крај на емисијата, пошто ми рековте дека имате сега некакви состаноци на кој тела? Кога ги закажувате? Од денеска почнуваме. Денеска попладне, мислам. Не Почнувате, попладне. да, ќе имате веќе закажан состанокот? Во колку часот? А не е закажан состанокот, во меѓувреме ми звоне, ама не сум мислам, не можам да се јавам така да. Нормално така да потека. А Да. денеска очекувате да имате? Ќе имате некои изјави по тоа, да знаеме екипиве новинарски да се подготвиме? Па не знам, веќе касно вечерова, така да најверојатно покасно вечерова можеби и ќе имаме. А кажете ми, бараше ли некој изминатиот период оставка од председателот Венко Филипчот од врвот на партијата? Од раководството Од зборувате? раководството, да. До сега не. Сигурна сте? Јас за тоа што знам. Јас не сум барала. За другите не можам да кажам, ама јас не сум слушнала. Ако некој не го искомуницирал тоа со мене, тоа е друга работа. Меѓутоа јас не сум слушнала. Ако збориме за врвот на партијата. А дали некој од вас барал вие да се даде оставка после првиот круг? Да ви кажам не. Сигурна сте? Иако гледам од време, Сигурна не, сте? гледам на социјалните мрежи Сигурна сте во што ме го тврдите? од раководството? Да. И од членовите, видните членови. Не. Сигурна сум и со целосна одговорност тврдам дека не. Иако гледам дека по социјалните мрежи се генерализира дека целото раководство треба да даде коментари има така, меѓутоа од самата партија не. Добро. Има нешто што сакавте вие да кажете сама, јас што не ве прашав? Или вие мене да ме прашате? Па да ви кажам, мислам дека доволно разговаравме. Има теми на кои што ќе се разговара и понатаму, ќе се отвараат допрва теми секако за разговор. Поминуваме како партија низ тежок процес, тоа нема зашто да го криеме, мислам дека тоа треба да биде отворено јавно и транспарентно и дека треба да се работи понатаму на зајакнување на партијата и дека треба да се вратат голем дел од членовите кои што изминатите години па и децении помогнале многу на оваа партија, биле дел од оваа партија, мислам дека треба во тој дел да се консолидираме, треба со секого да се поразговара. Критики треба да се прифатат, треба да се работи на надминување на Тешко ги на она праќате што е. малце критиките мои кои што нели се онака добронамерни, но добро, валја. Па добро, и тоа е прва реакција Тоа после е најверојатно после вчерашниот избори, ден, да. предпоставувам. Не, Јас сум свесна што се Да не ме случува. сваќате погрешно, воопшто не ви го земам за никаква забелешка. Убаво е ова што зборувате, затоа што пак ќе ви кажам на Македонија треба јака СДСМ, вчера тој премиерот Мицковски го кажа дека му треба Да, и слушнав. верувам дека е Да. тоа така. Затоа што ако немаме добра квалитетна опозиција, ќе забега и власт. И она што мене заборавте да ви кажам, што ме плаши, не сакам да не се случи српското сценарио, многу помали партии кои што никако не може да се договорат да бидат некаков одговор на политиките на владеачката партија, во овој случај, нели, ВМРО заедно со коалицијата со Влен и со Знам.
И не би сакал тоа да го гледам, би сакал да видам една силна и мокна СДСМ која што во некој нареден период ќе може да одговара на сите оние аномалии кои што ќе бидат нотирани и од јавноста и од медиумите. Мене една друга работа ме загрижува, тоа е апсолутна власт, која што ВМРО помена Но тука во сте вие моментот виновни има. исто. Без разлика дали е некој виновен или не, Како апсолутна власт ќе ја секако спречите, господи Шукова, ако нема пандан одговор? ќе обезбедиме пандан одговор. Немате антипод на приказки. Ќе обезбедиме. Ќе обезбедиме и ќе работиме. Веќе чекаме затоа што ни требате како граѓани да ви имаме Јас во никогаш државата. не сум песимиста, јас сум секогаш оптимиста. Сметам дека има потенцијал во СДСМ и во оние кои што се тука и во оние кои што можеби во одредена временска дистанца се тргнале од партијата. Мислам дека полека ќе се соединиме, ќе се консолидираме, ќе почнеме заедно да работиме, бидејќи мора да се трасира патот на оваа земја. Мислам дека условите во кои што во моментов живееме не се како што треба. Мислам дека вредностите се изгубени, што мене многу ме загрижува. Мислам дека одговорноста е на многу ниско ниво и тоа сериозно ме загрижува. Има многу сегменти на кои што треба да се работи. Меѓутоа вредностите пред се. Ви благодарам за вечерашно интервју. Се надам дека неделава ќе не испочитувате, ќе ни дадавате информација, кога ќе имате некаква информација интересна околу случувањето во вашата партија, затоа што пак ќе вречам, тоа е од јавен интерес. Апсолутно. И сметам дека треба јавноста да ги добие информациите. Апсолутно, и тоа не треба да се крие, нели? Како што вчера не бевме во можност да ја имам изјавата од председателот на СДСМ, господинот Филипче. И ви посакам добро здравје и се гледаме во нека друга прилика. Благодарам на поканата, исто така, и да имаме уште можности да разговараме и се во интерес на граѓаните и на државата. Така е, благодарам. Ова беше господја Каја Шукова, се гледаме наредниот понеделник во исто време на исто место. Останете ми добро со програмата на Канал 5. Пријатно.